2 дена. Морам повторно процедурално да реагирам, бидејќи очигледно парламентарното мнозинство во ова собрание апсолутно нема срам за она што го повторува веќе трет ден оваа работна седмица, па така да сум приморана 4-ти пат, бидејќи понеделникот 2 пати реагирав процедурално, вчера еднаш и денеска повторно еднаш и не случајно на Комисијата за финансирање и буџет, бидејќи работниот ден е започнат многу отпорано и повторно заради јавноста ќе ја прочитам агендата за работа на Собранието на Република Македонија за ден денешен, среда 9 февруари 2022 година. И така во 10:30 часот во сала 6 беше свикана седницата број 18 на Комисија за надворешна политика, на која што имаше само една точка на дневен ред, предлог закон за ратификација на договор за соработка во туризмот помеѓу владите на Република Македонија и Косово. На таа комисија наша колешка предложи да се дополни дневниот ред со уште една точка, тоа беше да се разгледа предложената декларација од страна на нашата пратеничка група по повод 150 годишнината од раѓањето на Гоце Делчев. И само што се даде тој предлог, колегите од владеачкото мнозинство избега, мислам дека со поголема брзина, отколку не дај Боже да се случеше некој земјотрес во Собраниево. После таа седница од 10:30 следуваше во 11 часот свикана седница во салата Борис Трајковски, број 33 на Комисијата за политички систем и односи меѓу заедниците, каде што на дневен ред имаше една точка со ЕУ знаме злоупотреба на истото, а тоа е предлог закон за Академија на суди и јавно обвинители прво читање, на кое што комисија, председателката, проба да не убеди дека треба да се премине по расправа на оваа точка, дека дневниот ред бил усвоен, што секако го спречивме и таа седница се прекина. А во исто време, односно после таа седница, која што оној што ја составувал агендата, очигледно предвидел дека таа би траела само 1 час, бидејќи во истата сала беа свикани трите веќе доста популарни седници на Комисијата за финансирање и буџет, седница број 34, седница број 16 и седница број 17 на временско растојание од 12 часот, 12:15 и 12:30. И повторно колегата Бојан Стојановски, бидејќи јавноста веќе добро знае дека оваа комисија функционира без председател, добива решение од страна на председателот на Собранието во кое што мислам дека ни банките таков ултиматум не ни даваат, односно не навлекуваат на, знаете, оние текстови кои ќе подпишеме договор за кредит што се со најситните буквички, каде што тука лежи секогаш мамецот и овдека е со големи букви напишано со читливи, значи стои ултиматумот, се преоѓа на наредна седница, доколку се заврши претходната, а таа е оваа 34-та, која што никако да започне, а не може да започне, затоа што повторно во Собраниево ни се случува хибриден активизам. Понатаму за следниот ден, во 13 часот е свикана во сала 6 седницата број 7 на Комисија за култура, со една точка за доцнета како и се друго во државава, а тоа се активности за подготовка на предлог програма за одбележување јубилејни годишнини на значајни настани и истакнати личности за 2022 година, која што според закон и донесена одлука треба да се достави до Собранието најдоцна до 31 декември претходната година, но знаеме и овде каде лежи мамецот, бидејќи нели помина најголемиот јубилеј на нашиот најголем великан македонски Гоце Делчев, за кој што претходно ве информирав како нашите колеги избега, така да не случајно оваа предлог програма се носи откако најголемиот јубилеј помина. Сметам дека било која држава светска да имаше еден ваков великан со еден ваков јубилеј, немаше тоа никако да го пропушти за да му ја оддаде почеста која што ја заслужува. И конечно во истиот термин, во 13 часот, за 13 часот, во оваа сала, бидејќи во меѓувреме Комисијата за финансирање и буџет и се измени местото на одржување, бидејќи нели многу сме активни, не можеме да постигнеме, бидејќи таму во Борис Трајковски настана хаос околу обидот за насилно преминување на усвоен
дневен ред не е усвоен фактички и се промени местото на локација на одржување на комисија за финансирање и буџет во салава на уставна комисија каде што сега се наоѓаме и во истава оваа сала ние со трите комисии со трите седници на комисијата за финансирање и буџет кои што бројат вкупно ако сите ги одржиме, значи едната има 3 точки, другата има 9 една преостаната точка и третата има 9 точки вкупно. 13 точки за нецел час ние треба да ги завршиме, бидејќи нели сме многу ефикасни, ефективни, конструктивни, времето не ни е проблем и треба овде во 13 часот во истава оваа сала да се одржи седницата број 21 на Комисијата за транспорт, врски и екологија со 3 точки на дневен ред. Епа, почитувана јавност, бидејќи очигледно колегите од власта апсолутно до нив ова не допира. Ниту што се случува, ниту што се говори од овие седници. Само за јавноста ќе кажам еве еден пример. Например, колегата Бојан Стојановски, за денешниве седници само направив некоја статистика, заседава со Комисијата за финансирање и буџет, која што треба да започне во 12, да заврши до 13 часот со 3 седници, а е член и на Комисијата за транспорт и врски, која што нели треба да започне во истава сала од 13 часот. Или, например, колешката Жаклина Пешевска, која што треба да биде и на Комисија за финансирање буџета, истовремено моментално се наоѓа во салата Борис Трајковски, каде што чекаме да не случајно се случи Комисијата за политички систем и односи меѓу заедниците да започне пред време или во меѓувреме, па да бидеме во тек и таму да не пропуштиме да се оди на насилно освојување на дневен ред, а претходно се пријавени доста колеги за процедурални забелешки. Или, например, колешката Ане Лашковска, која што од денешниве комисии е членка на Комисијата за надворешна политика, која што нели колегата Антонио Милошовски, кој што е председател на истава комисија, кажа дека ќе ја закаже во теков на денешниот ден незиното продолжение. Значи, Ане треба да биде и на Комисија за надворешна политика, и на Комисија за транспорт, врски и екологија, каде што таа денес ќе заседава, бидејќи иако имаме и председател и заменик председател, и тие се оправдано спречени денес истата да ја водат, но ете така се одлучило таа комисија да мора повторно да биде свикана со решение на председателот на собранието и конечно Ане Лашковска треба да биде и на Комисијата за култура. Го кажав оној пример со клоновите, вчера го споменав колегата Љупчо Пренџов дека треба 3 пати да се клонира, денес еве колешката Ане Лашковска ни треба 2 клона од неа, ако оригиналот биде на една седница, или колегата Бране Петрушевски, кој што денес треба да присуствува и на Комисија за финансирање и буџет и на транспорт и врски. Еве, почитувана јавност, можете да слушнете, да видите што овде се работи, дали воопшто може да се работи. Луѓе од министерствата секојдневно доаѓаат како што и треба да доаѓаат, но никако да се започне со суштинската дебата за која што тие се присутни. Јас морам на ниво наше име да им се извинам, бидејќи навистина ова не е до нас, туку е до хаосов кој што овде во Собраниево е повеќе од очигледно дека намерно се создава, за да се каже еве, се е свикано, седници регуларно, погледнете го распоредот, ама пратениците не можат никаде квалитетно да учествуваат, а да не споменувам за хаосот кој што еве доста стана актуелен вчера деновиве викендов по однос на тоа како ова мнозинство кое што ни ја води, односно не ни ја води државава, како се однесува со предлог на закони, па ќе ги достави до собрание, па ќе добие една жестока критика од јавност и експерти, па ќе ги повлече законите. Па тоа не е случај само сега, најактуелниот со законот за граѓанска одговорност при навреда и клевета, туку да ја подсетам македонската јавност, тоа се случи и со законот за здравствена заштита, кога нели се поднесе со предлог меѓу останатото за приватизација и на трансплантацијата, па по жестока наша реакција и на јавноста исто така и на експертите исто така истиот се најави дека ќе се повлече, во суштина не е повлечено, едноставно е стиснато и тука копчето за пауза, или на тој дамнешниот закон за опојни дроги и психотропни субстанции, кој што дојде еднаш во собрание се повлече, дојде уште еднаш, не знаеме што се случува, па гледаат дека не може тоа да им помине, па прават финта преку еден друг закон, тој е закон за лекови, на кој што
го злоупотребуваат европското знаменце, па сакаат да оди на Европска комисија, сосема нов закон со преку 250 члена. Ете така, оваа власт функционира, односно не функционира во собранието, така да не би сакала на вистина да се повторувам, но очигледно морам, бидејќи сите денови во ова собрание од понеделникот до денес буквално да се исти, само што уште позасилено темпо, уште позасилени маневри и лоши намери, подли намери, да се подметне, да се отвори Пандорина кутија за многу закони, за кои што отпосле главата ќе ја чукаме, како што кажав и првиот ден, и самата власт е веќе заглавена длабоко во собствените вакви интриги, така да ни самата не може да се одглави, а не пак нешто да направи квалитетно или да овозможи, барем тука во собранието, квалитетна работа, квалитетни дебати и секако да овозможи барем она основното, да пратеникот може физички да присуствува онаму каде што навистина е тоа потребно и е подготвен за тоа, така да не би сакала да одземам повеќе време. Навистина ни следат многу други активности во теков на денов, за кои што треба да бидеме буквално на позорност, би се изразила во војнички жаргон, затоа што навистина состојбава моментално е таква. Абер нема одсвикување на Комисијата за прашање на изборите и именувањата, која што во добар дел би го разрешила овој хаос во собранието. И тука благодарност до медиумите кои што се приклучија кон алармирање на ова прашање, но за жал одговор нема, па се бара клучот. Јас вчера пишав да не некој можеби го голтнал клучот, сепак клучот лежи тука помеѓу нас, но очигледно има проблем во меѓупартиските внатрешни коалиции на коалицијава што е на власт и затоа ова ни се случува што ни се случува. Ви благодарам за вниманието, колега Бојан Стојановски, да ви посакам среќа, ништо нема да ви помогнам и ви преостануваат уште 33 минути за 3 седници на Комисија за финансирање и буџет со, како што реков, вкупно 13 точки. Овде не треба да се посака среќа, треба да се побара разум и тоа исклучиво само кај страната на парламентарното мнозинство. Ви благодарам за вниманието. Благодарам, колешке Стојановски.